Здраво, лавови! Ова ќе бидат вашите тарот пораки за месец октомври. За жал, нешто остана од октомври, но што е тоа? Ајде да видиме што ве чека вас деновиве. За многу лавови, јас гледам некаква енергија поврзана со партнер. Тој партнер може да биде партнер во љубовта, во бракот, во партнер во работата, партнер било во што, едноставно партнер, сите што имате партнер некако, ова се пораки за вас. И сега, ако е во љубовта партнер, тогаш многу од вас, некои од вас, лавовите, ќе склучите брак овој месец. И сега јас не гледам овде дека станува збор за свадби, венчавки и некакви такви церемонии, туку гледам јас само она церемонија на склучување законски брак. Вие некаде ќе си го ставите подписот со партнерот. Вие ќе си дадете некакво ветување со партнерот. Може би ако не е законски склучување на брак, може би е само давање збор. Вие ќе си дадете некаков збор со партнерот. Ова не е само така формалност, то така изгледа и формалност е додека се подготвува, но ова е нешто многу големо во вашиот живот, затоа што станува збор за човек со кој вие и досега сте делеле и добро и лошо, и од сега ќе делите се. И овде станува за збор за нераскинлива врска, врска која толку стои на цврста основа и врска во која има неверојатни емоции. Значи, љубов и емоции какви денес и ретко може да се доживеат, меѓутоа ова е вашата сродна душа. И сега, ако не станува збор за брак или давање збор, вие нешто ќе си ветите со партнерот. Вие нешто ќе си дадете збор за нешто во животот, во иднината. Вие сте заедно во некоја ситуација, во некоја работа и заедно ќе го пребродите ако е проблем или предизвик, ако е ситуација низ која треба да се помине. Меѓутоа јас не гледам овде проблем, гледам само едно заедништво. И сега, доколку станува збор за луѓе кои веќе сте во брак, тогаш овде пораката за вас е дека на сите вие кои ви треба нешто, кои ви треба некаква помош од некаде, сакам да ви кажам дека така ќе дојде и оваа помош за вас ќе потполни некоја празнина. Е сега дали тоа е финансиска, емоционална или каква и да е, ќе потполни некоја празнина, ќе комплетира нешто што беше некомплетно досега. Дали доаѓа од трето лице, дали доаѓа од државата, дали доаѓа од некој многу помоќен, вие знаете, или пак доаѓа едноставно од Бога, од животот, од судбината, од каде да доаѓа, во секој случај ќе пристигне и конечно можете да планирате, конечно можете да се договарате, сега се е целосно и се е како што треба. Може би само многу планирање овој месец, многу планови, многу договарања. Ако е нешто од работата, оваа порака, која е со партнер од работата, тогаш вие ќе добиете, ако се занимавате со нешто каде што се потребни клиенти, вие ќе добиете многу повеќе клиенти, вие ќе се проширите многу повеќе од тоа што сега моментално сте, ќе стигнат пораките таму каде што стигнат, или пак вие очекувајте многу пораки, или пак многу договори, некакви нови договори ќе потпишете со партнерот. Што и да е, очекувајте многу. Очекувајте дека овој месец некаде вие ќе го ставите потписот за било што и во секој случај е за многу добра работа. Тоа е тоа околу првата карта. И сега следната порака за вас е интересна, затоа што јас гледам овде лавови кои се плашат за нешто. Вие се плашите дека немате нешто во вас кое е потребно да се направи, некоја работа која се очекува од вас месец.
Вие едноставно немате самодоверба овде. Ништо друго. Се што е потребно имате, меѓутоа самодоверба немате и толку ќе ви биде тешко да ја најдете, толку ќе бидете во некаков страф и паника. Јас гледам дека дури и ноќ ќе се препотувате, се плашите кога ќе се пробудите и ќе ви текне на тоа. Вие сте во паника како ова ќе го изведете, како ќе го направите и не заради ништо друго, туку мислите дека нешто во вас недостига, нешто, некоја способност за да се заврши ова недостига. И сега, советот овде за вас е дека најдобро ќе биде вие ова, кога ќе дојде момент да се прави, да го направите, како да кажам, на некој начин по-агресивно, по-импулсивно, посилно, пострастно, без многу размислување, едноставно само впуштете се во тоа и на тој начин вие ќе видите дека вие сте биле и многу способни и како за миг ќе ги снема сите тие несигурности, сите овие анксиозности, препотувања, едноставно ќе почнете да се гледате како магионичар во случајов. Еве вака ќе се чувствувате некој време, само овде треба малку и да внимавате на егото, затоа што вие ќе почнете да мислите дека па вие сте семојкни и вие можете се да правите. А додека па некои други од вас, вие се плашите дека партнерот во вас ќе види слабост, дека партнерот во вас ќе го види она што вие не сакате да биде видено, а тоа е некој недостаток, некој недостиг. Вие од нешто се плашите, ова се неосновани стравови, повторно ќе кажам, но вас многу ве вознемируваат и ве плашат и вас овој месец ќе ви биде страв дека некој, а тој некој може да биде партнерот, ќе ги забележи овие работи и од кога ќе ги забележи ќе ве гледа многу поинаку. Немојте да се плашите, тргнете ги сите стравови настрана, вие имате се што е потребно за да поддржите, за да бидете тука, за да вие сте таму каде што сте со причина. Тој што е покрај вас и со вас ги знае вашите способности, знае кој сте и што сте. И ова се само мигови на слабост. Не инвестирајте толку многу време размислувајќи во ова, затоа што се е неосновано. Она што е основано е тоа дека сте вие и способни, и мојкни, и убави, и згодни, и доволно богати, ако и тоа ете ви треба. Верувајте, се што треба имате. И таа порака во врска со тоа, извинувам, и сега она што го гледам е дека вие сте исправени пред некој почеток, пред некој нов почеток. И ова не е почеток што само треба да се случи онака од нигде никаде, не од имало предходно многу планирања, многу договарања, многу работа, многу вложена енергија, дури физичка, не само ментална. И сега сте дошле до момент кога треба ова да се започне. Се е подготвено и треба да се почне. И вие се чувствувате преморени, се чувствувате уморни до степен што премногу ви треба сега одмор, а треба веќе да започне. Без разлика, дадете си, имате дури и време да одморите и ментално, и физички, и емоционално, и секако, дадете си, имате апсолутно време за се и започнете, затоа што овој почеток, како што споменав, овој почеток кој ќе ве однесе вас во некоја многу убава состојба, ќе донесе многу убави периоди од вашиот живот. Ова е нешто кое вас ќе ве направи многу самостојни, финансиски самостојни, ако е потребно да знаете нешто од финансиски аспект, а од друг аспект исполнети во било која смисла на зборот. Некаква сега не знаете и нема тоа да изгледа така, меѓутоа на крајот ќе знаете дека овој почеток бил успех уште со самиот ден од кога почнал.
И овој успех ќе се провлекува понатаму и вие само ќе жнеете успеси. Значи, ако што и да е оно што го почнувате овој месец, ќе биде многу плодно за вас. Доколку пак има нешто што треба да започнете, токму сега, овој период кој следи, вие сте дале се од себе, сте направиле се, сите подготовки, се што треба и сега не може би сакате, дека вие ќе бидете во оваа ситуација на смиреност, на молитва, вие може би таму ќе ја побарате сигурноста, во молитва, преку молитва или медитација, кај да е, вие таму ќе ја најдете и ќе ја најдете таа потребна ментална спремност за да го започнете ова. Може би многу ментална енергија, спремност ќе ви биде потребна овој месец за да го започнете ова. Без разлика, не грижите се, ова ќе ви однесе, ви кажав, вие ќе пловите со големи ајкули после ова. Ова е метафора, оно што сакам да го кажам, а тоа е дека вие после ова ќе бидете обкружени со навистина големи луѓе, вие ќе припаѓате во тој свет и вие ќе го живеете тој живот. И сега, оно што е следно, што сакам да ви го кажам и не е толку оптимистично и позитивно можеби како и другите пораки, но што ме овде треба да биде кажано, а тоа е дека некои лабови треба овој месец или она што останува од месецов многу добро да внимаваат на своите зборови. Јас мислам дека овде ќе бидат кажани работи за кои ќе зажалите и кои никако не требало да бидат кажани, а побудата не е да навредите и повредите, побудата вие да си го докажете, да си ја докажете поентата или да докажете по секоја цена дека сте биле во право. За жал, тоа многу ќе ве чини, затоа што ако вие ја изберете таа опција да докажете дека сте во право, вие ќе изгубите еден или повеќе луѓе во животот. Вие ќе ги изгубите не физички, апсолутно тргнете таа опција на страна, не станува апсолутно збор за физичко губење на некога, туку ќе ги изгубите, дали како пријатели, дали како партнери, дали како блиски луѓе во животот. Вие ќе ги изгубите. Веќе нема враќање, штом ќе биде ова кажано, толку некој ќе биде повреден, што никогаш повеќе нема да сака да се врати покрај вас. Затоа јас би ве замолила подобро да бидете среќни отколку во право. Овде таа е пораката. Подобро бидете среќни отколку во право, затоа што навистина многу ќе зажалите. Ќе се оддалечите со луѓе кои може би многу ви значат за тоа да го направите. И сега постои можност овде да сте може би од другата страна, па некој друг човек да каже нешто или да направи нешто и толку многу да ве повреди и веќе ништо да не сакате понатаму со тој човек. Ќе бидете многу повредени, емотивно повредени, ќе мислите дека ова е неправда што ви се случува, а вие неправда не толерирате и кога ќе заминете, веќе не се враќате. Не погледнувате назад и тоа ќе биде последно. Јас не давам совети дали треба или не треба да го направите тоа, затоа што кога сме повредени, ако некој направил нешто намерно, последиците треба да се ги сноси. И во овој случај вие и така и ќе постапите. Последиците ќе се ги сносат. Тоа е тоа, не е баш убава порака, меѓутоа тука мора да се спомене. И последната порака за вас лавовите овој месец е повторна убава, повторна. Сега јас ќе забележам нешто, а тоа е дека вие лавовите кои имате партнер во било што, вие знаете во животот каков партнер имате, меѓутоа вие сите кои имате некаков партнер, вие имате богатство.
ова го кажам во буквална смисла на зборот. Вие луѓе имате богатство. Дали овде станува збор за многу љубов, за многу разбирање, за многу поддршка. Дали овде станува љубов, дали станува збор за поддршка финансиска, затоа што гледам и многу пари. И токму затоа го споменав зборот богатство, затоа што ако е партнер во друга смисла на зборот, тогаш ова е навистина богатство. Како и да е, вие сте во некое партнерство која е, можам слободно да кажам, совршено. Совршенство не постои, но ова е најблиску до совршено. И сега, ако е во љубовта, толку ќе уживате овој месец, толку ќе се пропуштите на такви емоции, на такви моменти, ќе доживеете моменти какви што не сте доживеале со партнерот до сега. Ќе направите планови за иднина, големи планови ќе се прават овој месец со партнерот. Многу лукративни договори и спогодби ќе се подпишат, ќе се договорат. Нема зборови со кои се опишува ова убавина, што вам ве чека, сите вие с кои имате партнер. Ова е само за тие. Сега не го ограничувам дали е љубов или работа, меѓутоа само за тие. Едноставно препуштите се, немам што друго да кажам за ова, затоа што овде само треба да се препуштите и да оставите да ве води љубовта, емоцијата, животот, ситуацијата. Само препуштите се. Буквално пловите во најмирните, најубавите води и препуштете се. Уживајте го максимално секој миг, затоа што ова не се случува често во животот. И тоа е тоа што би можела да ви го кажам за вас, лавови, овој месец. А до следното видео, чао, чао!